Заменик председателот на владата на Република Македонија и министер за надворешни работи Никола Поповски учествуваше на третиот самит за Западен Балкан кој се одржа во Париз под покровителство на председателот на Република Франција Франсоа Оланд. На сесијата на министрите за надворешни работи која ја водеше Министерството за надворешни работи на Франција Жан-Марк Еро, со учество и на комесарот за добрососедска политика на Европската унија и преговори за проширување Јоханес Хан, соопшти денеска македонското Министерство за надворешни работи. Биле дискутирани прашања од областа на миграциите, борбата против тероризмот и радикализацијата, политиките за младите и економските реформи како еден од предусловите за пристапувањето во Европската унија. Поповски стои во соопштението истакнал дека покровителството на Франција и Германија на самитите на високо ниво посветени на земјите од Западен Балкан, како највлијателни земји членки на Европската унија, се најдобра гаранција за враќање на кредибилитетот на проширувањето и перспективата регионот да стане дел од Европската унија. Ваквиот интерес се подвлекува силен сигнал и поттик за економскиот развој и подобрата иднина за младите од регионот. Значаен е моментот на одлуката за излез од Европската унија на Обединетото кралство. Франција и Германија денеска потврдуваат дека ветувањето за цел Балкан во Европската унија ќе биде исполнето. Веројатно за повеќе мина се научени лекциите од минатото, кога Балканот беше извор на нестабилност. Најдобар начин тоа да се избегне повторно е интегрирањето на цел регион во Европската унија, истакнал Поповски, а стои во соопштението од Министерството. Тој заклучил дека е потребно Европската унија да ја зајакне финансиската помош за регионот преку позначителни грант средства и нивно комбинирање со средства од кредитни линии што ќе придонесе за унапредување на инфраструктурното поврзување помеѓу земјите како и зголемување на инвестициите. Според Поповски се вели во соопштението, важно е барањето на механизми за надминување на билатералните спорови да остане високо на агендата на процесот, како помеѓу земјите кандидати, така и помеѓу земјите кандидати и земјите членки на Европската унија.